Економијата заздравува, инвеститорите се враќаат во државата. Потврдена нова инвестиција во индустриската зона во Штип. Премиерот најави дека на есен ќе се удри камен темелникот на фабрика која ќе произведува батерии, а производството ќе биде наменето за извоз. Според првичните податоци, инвестицијата е во вредност од 35 милиони евра. Доаѓа од европска држава и треба да вработи до 150 луѓе. Планот е за 3 години да извезува 300 милиони евра кои ќе влезат во домашната економија. Фабрика која што ќе вработи до 150 луѓе, фабрика која што ќе инвестира некаде околу 35-6 милиони евра, која што во својот пик за 3 години од денеска ќе извезува 300 милиони евра, кои што ќе влезат во бруто домашниот производ и ќе произведува батерии. И тоа е добро. И тоа е добро, а за сите овие други да имаме и потврди и полека ќе ги објавуваме. Ова е веќе договорено со инвеститорот. Покрај ова се најавува влез на уште 3 мултинационални компании кои донеле интерна одлука за инвестирање во земјава. Премиерот соопшти дека инвестициите се потврдени, а според технолошко-индустријските развојни зони, очекувањата се дека 4 ќе бидат во вредност од над 150 милиони евра и ќе отворат нови 1300 работни места. Директорот на ТИР се очекува дека инвестицискиот циклус од јули лани до јуни годинава ќе биде над 1 милиарда и 200 милиони евра. Договорени се 4 нови инвестиции во ТИР зоните со вредност повеќе од 90 милиони евра, кои ќе креираат нови 900 работни места и кои значително ќе го зголемат извозот од Македонија. Воедно би сакал да информирам јавноста дека 4 мултинационални компании веќе имаат донесено интерна одлука за инвестирање во Македонија, поточно во ТИР зоните, со што вкупната вредност новија инвестиции се очекува да биде над 150 милиони евра, со нови 1300 вработувања. Премиерот е задоволен што економијата покажува добри перформанси и како што вели сме на врвот во регионот. Владата останува на проекциите за раст од 3,7%, што е планирано во ребалансот на буџетот, кој треба да влезе во собраниска процедура. Според Мицкоски, економијата конечно заздравува и се креира позитивна бизнис клима. Во рамките на Адрија регионот конечно после години стагнација и цврсто заковани на дното, сега сме први. За многу кратко време се консолидираат работите, позади нас се Хрватска со 2,9, Босна, Херцеговина, Црна Гора, па се до Словенија која што има минусно салдо на растот, минус 0,7%. Се надевам дека и во вториот квартал така ќе продолжи, барем првите индикатори од април и делумно од мај се во таа насока велат. Инаку минатата година инвестициите достигнаа рекордно ниво од 1 милиарда и 255 милиони евра. Само во последниот квартал од 2024 достигнати се 400 милиони евра странски инвестиции.